Значи, градскиот базен веќе неколку години е тема на дискусија во општина Струмица, зошто не се работи и што ќе се прави со него, иако во одреден период беше понуден како локација за изградба на затворените базени на Агенцијата за млади и спорт. Тие со писмо не известија дека во иднина ќе бараат кога ќе градат затворен базен, чиста локација, заради тоа што изградбата на нов базен од нулта точка е поевтино отколку да се реконструира посебниот базен, а посебно заради тоа што имаат типски проекти на базенти за 9 општини, меѓу кои и општина Струмица за изградба на затворен базен. Иако таа одлука после тоа е пролонгирана до понатаму, не знаеме до кога, но дефинитивно сакаме конечно оваа локација да биде реализирана. Согласно деталниот урбанистички план кој што овој совет година донесено за Урбан Блок 38, намената на таа локација е спорт и рекреација. Значи, со бришењето од катастар на 2041 метар квадратен, колку што е површината на градскиот базен, ќе овозможиме да земјиштето стане неизградено градежно земјиште. Со конечна цел да го придвижиме кон неговата намена, спорт и рекреација. Преку ваквата одлука ние де факто го бришеме базентот од наша собственост. Но сега користиме можноста општината да ја управува со градежното земјиште, кое што по пат на јавна лицитација можеме да го продадеме земјиштето за намена дефинирана во деталниот план, а тоа е спорт и рекреација. Апсолутно во објавата ќе биде наведено дека ние сакаме нов градски базен, идниот собственик да изгради нова работа, таа е намената, иако намената е спорт и рекреација, може да се градат објекти од секаков спортски тип или рекреативен тип, сепак нашата намера е да конечно се обнови градскиот базен во Струмица, односно се изгради нов градски базен. Би сакал советниците исто така да знаат дека целата локација е 22.006 метри квадратни, значи 22.006 метри квадратни, како локација, компатибилност на самата локација од 40% има Б намена, што значи деловен простор кој што може да се користи за болница, може да се користи за деловни простори и за слично. Тоа е дозволено согласно деталниот план и правилникот за градба донесен од Министерството за транспорт и врски, која што на новиот инвеститор му дава прво обврска да изгради основната намена, спорт и рекреација, со можност да добие компатибилна намена. Однапред, за транспарентноста да биде до крај јасна, прв заинтересиран за оваа локација е Филип II, Жан Митрев, за купување на локација. Кога општина Струмица има еден заинтересиран, барем минимум еден заинтересиран, ние отпочнуваме постапка за доведување на парцелата до незината конечна намена. Значи, доколку денеска советот донесе одлука за бришење на градскиот базен, руинираниот градски базен, локацијата ќе биде понудена на продажба по пат на јавна лицитација. Почетната цена за таа лицитација е 900 денари, со секој нареден чекор од 100 денари. Идниот собственик на парцелата има обврска согласно деталниот план, а тоа е законска обврска, да ја изгради основната намена, спорт. Во самата објава ќе биде дефинирано обврска на идниот купувач да изгради градски базен. Законот му дозволува да до 40% од парцелата има можност да гради и компатибилни класи на намени кои се дефинирани согласно правилникот и стандардите и нормативите за градење. Значи, за транспарентноста да биде конечна, целосна и за советниците и за граѓаните, сакам да знаете која е конечната намена. Тоа апсолутно не значи дека веќе јавениот правен субјект за купување на локација дека ќе биде и конечен собственик. Се работи за јавна лицитација, која ќе се спроведува исклучиво по електронски пат и доколку успее, можно да се случи да Филип II биде точно собственик на оваа локација, да имаме градски базен, а може да имаме и болница Филип II на самата локација, која што е дозволена по закон. Јас стојам целосно на располагање, лично како градоначалник сум со амбиции многу поодамна Филип II да биде на територијата на општина Струмица и тоа болници со сите своји сегменти и сектори на функционирање, кои што ги има како во Скопје, така да ги има и во овој регион, а тоа да биде токму во Струмица. Стојам на располагање доколку има одредени прашања, да ги дадам сите дополнителни одговори, но денешната одлука која што е барем од страна на Советот е токму за таа намена.